Почитуван подпредседател, почитувани колешки, колеги пратеници, почитуван премиер. Почитувана колешка Ристова, внимателно ве слушав, зборувавте за владина програма втемелена врз приоритети, креирање на силни тимови, посветеност и умешност, исти кандидати предложени од премиерот предходно, меѓусебна соработка, глобални предизвици и секако не заборавивте да споменете, секако во ваш стил, така наречени обструкции од страна на опозицијата. Но дозволете ми да ви кажам неколку работи на што мене ми наликува ова именување, назначување на заменици министри, на оној прочуениот скеч од КАП 15. Влада на континуитет на исти луѓе предложени од екс-премиерот. Треба ли да спомнуваме за МВР и за Министерство за земјоделство? Министерството за земјоделство е едно од клучните ресори во владата. Таму го имаме десната рака на господинот Зоран Заев, а сега на дополнување имаме со господинот Абдулшучур Абедими, професор по математика. Франција до 1950 година заостанува 100 години во развојот на земјоделството позади Англија. После една сеофатна анализа заклучуваат дека главна карактеристика зошто е тоа така, зошто заостануваат еден век позади развиена Англија во делот на земјоделството е дека назначуваат лица без соодветни компетенции во делот на аграрот. Па така нешто, професорке. Се работи за исклучително жешко столче во делот на владата и затоа било какви екзибиции во тој дел се апсолутно неприфатливи. Вие зборувавте за покачување на минималната плата, но дозволете ми, пред неполни месец-два од ова иста говорница овде реков дека малку се 18.000, 28.000 поради инфлаторната спирала. Тогаш малкумина од вас веруваа во тоа. Последниот податок денеска е дека млекото е покачено за 8%. За каков животен стандард ние овде зборуваме? За какво подобрување на животен стандард на сите наши граѓани? Ако мислите само за определен круг на луѓе, тогаш во право сте. Дозволете ми само сосем на крај, во делот на локалната самоуправа, што не пропуштате прилика, почитувана колешке Ристова, зар заборавивте на 2017 колку лица останаа без работа? Зар заборавивте на прогонот? Зар заборавивте на сите судски процеси? Ви благодарам. Контрреплика, пратеничката Лолита Ристова.